Почитувани, добре дојдовте во емисијата Очи во очи на телевизија 24, во која еве ќе продискутираме за тоа дали по безмалку една година, без еден месец точно, од трагедијата во дискотеката во Кочани, воопшто ќе се формира анкетна комисија или не. Имено по оние првични натегања помеѓу партиите околу тоа дали треба или не треба пред да биде готово обвинението. Потоа се дојде до тоа за што треба да биде, ако треба да биде, дали само за Кочани или како што власта инсистираше и за другите несреќи, па потоа ете и тоа помина да ги опфати освен специјалната анкетна комисија, освен Кочани, да опфати и онаа трагедија во модуларната болница во Тетово, но и сообраќајните несреќи кај Ласкарце и во Бугарија. Па потоа дојде до препирка кој да формира анкетна комисија, со други зборови чија да биде, за конечно еве никој освен Левица досега да не предложи, односно да не номинира членови на ова тело, кое би требало да даде одговор на клучните прашања по однос на овие настани. Значи би ги опфатило и овие претходни, па токму она што го дискутираме, затворени се и така натаму, да речеме модуларната и слично, ако се затворени, дали се навистина и решени, дали е навистина се истражено и така натаму, или со други зборови уште еднаш токму, ако е решено да потврди дека е се во ред и дека е решено и да ги отстрани сите евентуални дилеми по однос на тие прашања. А ако не е решено, токму да отвори нови прашања со насока да се решат истите. Така што имаме ситуација во која официјално сите се за и дури влегуваа во отворен конфликт, како што кажав, околу тоа кој да ја иницира анкетната комисија, а денеска до денеска всушност не номинирале своји представници, со што всушност анкетната комисија не може да се формира, затоа што нема воопшто членови назначено од пратеничките групи. Од ВМРО ДПМН вела дека требало да се усогласат заклучоците за да се видело дали воопшто треба паралелен процес. Значи сега ова на еден начин дали е двоумење околу тоа дали треба воопшто анкетна комисија, околу која ете повторно велам беше прашање на престиж кој ќе иницира или кој прв се сетил, прашање на опстанок всушност. Од друга страна пак од СДСМ велат дека не доставиле предлози бидејќи не добиле официјален допис од собранискиот спикер Гаши, а токму Гаши вели дека досега неколку пати, но и неодамна, пред некој ден на последната неделна координација, никој не ја отворил оваа тема, а дека тој постојано ги повикува, јавен повик испраќа до партиите да достават кандидати за членови и нивни заменици и според него нема ништо спорно во тоа пратеничките групи да доставуваат предлози и имиња. Така што еве да продискутираме околу тоа, велам, на практично една година, без месец дена од трагедијата, за тоа дали воопшто пратеничките групи ќе номинираат членови, дали таа специјална анкетна комисија ќе се активира, зошто досега тоа не е направено, дали е сето тоа од небрежност, од темпото, начинот на кој воопшто партиите, пратениците работат, дали е тоа нивна нормална динамика. Па треба да се очекува една година воопшто да се усогласат, па следна година да назначат, па следна година да...
Или пак станува збор можеби за некои нивни партиски игри, политички игри, генерално воопшто префрлувања меѓусебни, еве вклучително тука, ајде, тогаш да кажем, и собраниски игри. Затоа што секој на секого ја префрла, и собранискиот спикер префрла на партиите, тие со своји образложувања и секако неизбежните нивни меѓусебни обвинувања. Особено клучните, власта со опозицијската најголема. И конечно, значи, ако веќе и доаѓаме до тоа дека воопшто ќе номинираат, дали нешто и ќе направат, во смисла дали ќе се дојде до некакви одговори, особено за предходните случаи. И конечно пак дали тогаш и воопшто треба вакво нешто. Ако не треба, пак зошто една година околу ова имаше толку расправи и работни часови на крајот од краиштата, потрошени за овие теми, без при тоа никаков ефект, никаков резултат да нема. Или може би, ајде, може да се каже, потрошени се исправно една година, за да се утврди дека не требало. Тоест, тие да сватат дека не требало, а предходно, како што кажав, беше прашање на тоа кој ексклузивно ќе иницира формирање, односно предложи ќе иницира да се формира анкетна комисија. Ете, тоа е денешната тема, на некој начин и една и ретроспектива, но и пресек токму на тоа каде сме практично една година по трагедијата во Кочани. 60-91-924-925 се телефонските броеви. Повелете, добар ден, кој ни е прв, можеме да почнеме. Добар ден, Иса. Добар ден, ве поздравувам, повелете. Поздрав за тебе и екипата. Благодарам, повелете. Да, Софија. Повелете. Вака сега. Ми се чини да последниот состав не ми тргнува, како се викаше, презентацията на таа анкетна комисија за корупција, што го нели? А пред тоа беше Билјана, мислам, нели? Се викаше Билјана. Ова за анкетна комисија ова е, не е за антикорупцијска. Тоа е, да, исто е. Исто дјавол се едната и другата емисија, ова комисија. Ја да сум како владата или парламентот, ако треба ова да го реши, и двете комисии овие би ги откачила. Имаме правосудни органи, обвинителот е најважниот сегмент за решавање на ваквите проблеми. Тие, ако ги оладува парламентот, ако ги бира, ја ќе бирам од ВМРО, од ДПМН, моите луѓе ќе ги брани, СДС неговите луѓе, третиот, четвртите луѓе, и ништо нема да биде тоа. Ја да сум и двете комисии ова анкетна и ова другата корупциона. Антикорупцијска, да, добро, за спречување на корупција. Да, ги двете групи. Нека послате. Има правосудни органи, судовите нека работат поштено и честно и брзо, поефикасно да треба да работат. Не да се гнјават со години, ајде после за старало. Ето, толку би имал, поздрав и се негова. Благодарам, поздрав до вас, добар ден, повелете. Добар ден. Да, повелете, ве слушам. Благодарам. Ниту треба да се формира, ниту ќе се формира. Зошто? Затоа што веќе Апасиев нели имаше анкетна комисија и се уште извештено таму нема. А друго, и таа е задоцнета, упатените во овој случај, во вакви случаи, кажуваат дека анкетна комисија се формира пред да почне работа со обвинителството против тој предмет, што е за кој се расправа. Сега веќе е касно. Сите и обвинители и судии кажа дека веќе е касно да се формираат анкетни комисии, впрочем и дотолку повеќе што Иванка Василева кажа. Во таа комисија на дојдените од Кочани и на оние невладини организации што беа засегнати, да ги убедат да им дадат пари и уопшто да повеќе да не се доаѓа во собрание и да нема анкетни комисии и да не се расправа за тој случај. А кога и кажа дека има штрајк пред собрание, таа да не може да влезе во собрание, таа беше навредена како пратеничка. И од тука ќе видиме колку им тежи мозокот на нашите пратеници. Па тоа зошто воопшто, од тука ќе видиме колку работат.
Тие се секирале за луѓето што изгореле во Тетово. Па нека не лажат во очи. Тие за никого не се секираат. Нашите пратеници воопшто не се секираат за ситуацијата во државата. Нив им е важен нивниот джеб и за тоа се секираат. И дотолку повеќе што оваа втора анкетна комисија е иницирана од Филипче, никогаш нема да се отржи. Затоа што овде се работи со реваншизам. Очигледно апла, еве и последниот случај со дрогата и со не знам со што. Само реваншизам е важен кој ќе дојде во собрание и кој повеќе ќе си го наполни джебот. Ние немаме вистински политичари. Благодарам, пријатно. Благодарам ве, поздравувам. Од СДСМ велат најновата информација од петокот, ми се чини, или можеби за викендот дури, дека веќе ги прецизирале имињата кои ќе ги предложат за анкетната комисија и ете наскоро ќе ги номинирале. Велам, станува збор за специјална анкетна комисија која освен несреќата во Кочани би требала да ја опфати несреќата на модуларната болница во Тетово, како и двете автобуски несреќи кај Ласкарце и она во Бугарија. Добар ден, повелете. Ало, добар ден. Да, повелете, се слушаме. Па ја би ти замолил да отвориш една тема сега за ова крвничково трошење на државните пари од страна на министри, где денеска пука нова брука со владиниот авион. Аха. А за ова за комисијава се знаеш, ако не ќе да завршиш некоја работа, формира комисија. Меѓутоа јас сега ќе отворам јавни прашања. Што има комисијата да истражува во Бугарија кога таму се докаже дека вината е ПС? Таму јавното обвинителство во Бугарија најде дека 50% од причина за незгодата е и службата, агенцијата за државни патишта, заради состојбата на коловозот на патот. И што, мислам, дека пропратни елементи, знаци и заштитни тие банкини што немало. Нашиот дел е околу тоа, околу фалсификувањето на лиценцата, дали имал лиценца да искочи автобусот или немал. Так. Па кој му брани на обвинителство да затвори истрагата? Што се десува за гости вртаа веќе е затворена, луѓето веќе влегува во затвор. Што ќе испитуваат Дурмотурс? Сакам да ги прашам. Што ќе испитуваат кога таму има по 14-15 години затвор? Што се десува за модуларната болница? Еве, заменичката сега што ја веде вршител на должност републички јавен обвинител е нивна. Таа нели знае да поднесува БЗЗ за таму за некои предмети. Имаше толку јаки обвинители кои тонакото има втора истрага моментално. Значи, она што едната е завршена, со пресуда, меѓутоа има уште една активна истрага која се води. Нека завршат истрагата, да ајде. Кој им брани сега? Добро, а за Кочани? Треба ли тогаш за Кочани или не треба воопшто? За Кочани, ама што ќе испитуваат кога они ги бараат да се формира комисијата само за да се блокира истрагата во Кочани, а не дека сакава да го рачистат они Кочани. Они ако сака да го рачистат Кочани, немаше да ги прават тие театри, да не кажам, и да тропаат глупости во јавноста и изјави да даваат јавни. И они нивни членови. Еве за Тетова, за модул... Ви благодарам, поздрав до вас. Повелете, добар ден. Повелете, да, повелете. Добар ден, Исо. Добар ден, ве поздравувам. Ајде, многу пати не се слагам со овој говорник, меѓутоа овој пат да. Ако сакаш нешто да затаиш, тогаш формирај комисија. Потполно се слагам. Ај се вака. Еве комисија, еве за Кочани директно. Се година дена веќе и овие, како ги викаме, државни обвинители се работеле, са ќе почнеме од прво. Не бејто, тешко на тие што загина. Таво модуларната, таво турно, како се викаше, таво Бугарија. Джабе бејсо, то брзо се работи. Еве за Кичево, за Кочани ќе се вратам. Абе, јас прво би зел, 12 години работела, пример, не знам колку, 12 години работела. Сите градоначалници, сите на полицијата, како се вика, да речиме, командири, све би собрал и све би ставил у затвор. Што треба да правам поќе? Многу е јасно сето. Не, формирај комисија за да можеш да изиграш работата. Така ќе се види, така ќе се одине. Не може поќе ова држава да исправаме, верувајте. Не може и народот свати што се работи. Народот самиот свати дека е изигра. Тешко на луѓето што му загина во сите три случаеви.
ние ќе бараме анкетни комисии, ова, оно. Знаете, то како е болката поминува со времето и тоа ќе се разводни со здравје. Нешто тоа ИСО, нешто реко формирање некои нови луѓе од сите народи и народности во Македонија и ова све да се уништи во народите дуи. Не бе, брате. Како дојде со законот за денационализација, овај законот за потекло на имото. Отиме во НСА. Сега вие мислите, Мисковски ќе го осуди Заев. Колку Заев што го осуди Мисковски? Ајде, молим се. Тоа се само глупости за мене. Доста е, мислам, може грешно. Нешто, ама не е битно. Моje мислење, моje... Благодарам ви, поздравувам, но добро ете, зашто ако е и вака, како што велите, па најчесто од искуството, да, тие работни групи или комисии, не дале кој знае каков резултат, но во овој случај не е формирано. Не поднесуваат воопшто партиите, пратеничките групи, членови за кандидати на оваа специјална анкетна комисија. Со други зборови, значи, она на што не само инсистира повеќе партии, како најголемата опозицијска, така и власта ВМРО ДПМН, со тоа разидување што власта практично како услов го стави тоа. Да, кочани, но да се отворат и тие назад. Сега всушност го оставаат тоа прашање отворено, токму еве да го, па дури ете и ние да го дискутираме, но еве целата јавност да всушност бара одговор по тоа, бара одговор на тоа зошто не се формира. Или, со други зборови, да се укажува на тоа дека, ете, нешто не функционира, ако ништо друго, не се барем толку енергични, динамични, како што кажав, темпото им е бавно, една година ништо од тоа. Вака барем да назначеа, да предложеа членови за кандидати за членови на оваа анкетна комисија. Формално таа ќе беше формирана, а потоа е лесно веќе, како што кажав, ете, и од досегашното искуство. Комисијата си работи, во тек е и така натаму, и на фактор време и кондиција ќе си тера. Како што генерално и другите институции така натаму. Ќе прашате министерство, обвинителство и слично, и истрагата е во тек. Но го имаат легитимитетот. Тие постојат, формирани се, отвориле предмет и може да ви кажува со години истрагата е во тек. Тука нема токму она на што инсистирале најголемите политички партии, сега зошто ви покажувале едноставно, ако ништо друго, една индиферентност, индолентност, несериозност, тромост, да не назначат барем членови. Да ја формираат формално. А потоа ние ќе прашуваме што открила ли нешто и ништо. Па полека, не брзајте. Тоа е како влада кога ќе дојде. Па сега почна, па сега дајте 100 дена, па дајте една година, па полека ова, па сега тие претходно што направиле вие сакате за 2 години и така натаму и ќе поминат годините. А тука не е воопшто формирано и сега ние прашуваме што прават овие. Зошто не предложиле? Впрочем, тие се надпреваруваа околу тоа кој ќе ја иницира. И ајде конечно, не само за Кочани, и за тие да се отворат. И сега одеднаш никој. Па ова требало, па она, како што кажав, ете, и ВМРО, да се видело дали сега треба воопшто паралелен процес. Затоа и прашањето е дали воопшто ќе номинираат. И сега, значи, прашањето е дали воопшто треба. Но дали требаше една година за да се утврди дека воопшто нема. Затоа велам, тогаш се попусто и тие дневници и плата и време, најде парите и така одат кај што не треба на корупција и слично. Туку потрошено е за нешто што можело да биде конструктивно потрошено. Една година за да утврдат дали воопшто треба. Или да дојдат до прашање дали воопшто треба од претходно оној жесток судир кој ќе ја иницира. Или СДСМ, се едно. Тие не добиле официјален допис од Гаши. Гаши јавно пак ги повикува. А сега што треба? Покана официјално да им прати.
Или тие го прашаат, ама па тој да не добие со превод потоа, па тој ќе, мислам, што е заднината на сето тоа. Или едноставно јавноста треба да каже, ако ви се процедурите такви, ниту анкетна треба, но ниту ништо не треба ни да работите. Оти ова покажува колку не работите или колку системот ви е таков да само една покана да стигне и сите да се информираат, треба да помине една година најмалку за најбанална работа. Или е велам нешто трето, значи калкулации, тактизирања, политики, собраниски, партиски и така натаму. Повелете, добар ден. Добар ден. Ало? Да, повелете, ве слушам. Добар ден, господин Слав. Повелете, да, добар ден. Вака, само да ви кажам, Да. а се извинувам ако сум грешен. Вие водите емисија добро. Јас не реков за вас, него за господинот, да не си дозволиме, господин Исо. Да не си дозволиме ние да кажуваме што да работите вие, дали некого да исклучувате, дали некој се јавува по 100 пати, вие тоа треба. Значи, на вас остане. Вие добро водите емисија, затоа се јавувам. Иначе гледам дека не водите емисија. Добро нема да се јавува човек. Значи, сакам да укажам на нас. Јас да не ви кажувам, тој се јавува 100 пати, дека се јавува 100 пати, вие тоа ќе го правите. Ако ви смета, вас ќе го исклучите и тоа. Значи, не беше, немам никаква намера. Ма не, добро не. За ова партенички групи за членови на анкетната комисија. Господин Исо, кога веќе анкетна комисија се бараше за Кочани, за случајот во Кочани. Сега се враќаме анкетна комисија за Ласкарци, мислам и за модуларната болница. Во Бугарија, но и Тетово, модуларната. Да, модуларната Тетово и Ласкарци, не знам дали е и за тоа за во Бугарија. Да. Види што е. Да. Тие двата случаеви, ете го господинот директорот, што е газдата на Ласкарци на автобусите, он е веќе во затвор. Значи има пресуда. Сега зошто е таа анкетна комисија за тоа дело, кога више има пресуда за тоа дело? Сега човекот беше болен сум ваму, и тоа се пријави сам и отиде да лежи 10 години осуден затвор. Значи газдата на автобусите. За модуларната болница имаше и таа завршница, судска завршница во која директорот и заменикот директор се обвинети на Тетовската клиничка болница. Така мислам дека е така. И сега зошто враќање назад? Што ќе се зборува за тоа кога имало и судски процес, имаше и германска комисија за пожари таму, како е настана, што е настанат и сето тоа е више решен проблем. Тоа ми беше целта. Значи, ова се бега одговорност и е тоа добро. Го кажате, ја го сваќам тоа така, како што го кажате, дека се бега одговорност да се зборува за случајот во Кошани. Благодарам, поздрав до вас, добар ден, повелете. Добар ден. Добар ден, повелете, ве поздравувам. Сега вака ја се зборувам. Кажете, да, повелете. Да се формира анкетна комисија за урбаната мафија. Тоа е рак рана за модуларната болница и за тие сите Ласкарци, таа е свршен чин. Али ова е рак рана за урбаната мафија. Значи, за Скопје 2014 она изградите кај Holiday Inn и кај Континент. Значи, тие инвеститори таму да се формира анкетна комисија. Значи, тие инвеститорите кои се државата тебе да преземе мерки и немаме наталитет, а по 5 стана од натрешната и од Скопје купуваат по 5 стана и 10 стана. Во спротивно, ние немаме наталитет. Кој ќе живее во тие згради? Да ги прашам овие што се ова на власт и претходна што се и прво да се и намалат платите. СДС и ВМРО изгласаа за згорумување на платите 80%. И сега овие поплави што се укисува и што ти знам, значи немало кај да живеат. Па ето у Скопје има 6000 стана. Па таму повскито нека и населат луѓето и таму нека живеат. Значи тие инвеститорите што се, кои се, државата и знае кој е. И кривични пријави и одма се знае кај му е местото у Идризово. Значи ние немаме народ,
а му дава дозволи градоначалник да прават згради. Така, истече времето. Поздрав до вас. Добар ден, повелете. Добар ден, убав ден, ако сум... Да, вие повелете. Добар ден. Благодарам. Вака, јас ако се сеќавате, барем ако не повеќе еднаш до 3 пати во текот на годината, за се нешто имаме анкетни комисии кои треба да го решат некој некаков проблем. А ми се чини дека ова испадна како пракса, формирај анкетна комисија ако сакаш проблемот да се заташка, да не се реши или воопшто да не почне да се решава. Ја ми се чини дека овдека некој намерно нас, сите граѓаните не прави што се вика, ајде да не кажам со еден, ајде кажам, не токму не прави, не разбираме ништо и ние џабе се јавуваме во овие прекрасни емисии, каде што можеме да окажеме своето размислување и барем да побараме некакво решение. Ние сме далеку да речем, реални во однос на нивните анкетни прашања и се остало. Случајот со Бугарија, завршен, луѓето си лежат затвор кој што, значи, како се осудени. Случајот со Дурмотрус, завршен случајот, значи, луѓето веќе почнат да ги лежат тие казни колку што им е одредено, колку се исправни тоа, значи, судот има, значи, правото на тоа, колку да одмери и така натака. Тетовскава болница и тоа е решен случајот, но нешто се крчка, не знам зашто, али да речеме, ево ќе го оставам тоа како неотворено. Него јас се прашам, дали случајот со Кочани треба да се размислува, ни анкетни ништо, него треба да се бара начин колку може порано да се реши случајот, да дојде до финиш, затоа што ево ќе кажам, Илиевска е председател на судот која го води предметот. Верувајте ми, таа ќе отиде во пензија, а предметот нема да се реши, ќе треба да дојде друг судија, па одново ќе почне, па и тој можда ќе отиде во пензија додека се реши случајот. Ние, значи, се работиме, само тоа што треба да го сработиме, да излезе на виделина правдата, правината. Меѓутоа сето тоа е, значи, узалуд. Благодарам, поздрав. Ви благодарам и јас ве поздравувам. Добар ден, повелете. Ден, господин Исо. Поздрав, се слушаме, да, добар ден. Ви благодарам и ве поздравувам и јас вас. Повелете. Вака, чудна работа Исо да одлучуваат пратеничките групи од анкетна комисија да одлучуваат сега во една правна држава. Јас сакам да ги прашам господава кои донесе таква одлука од парламентот, дали сме ние правна држава или на што наликуваме, зашто завземаат тие став сега тие да решаваат за тие проблеми. Ако сме правна држава, да оставиме во судството да го решаваат тоа. Многу едноставно, многу... Господо, ние знаеме уште во стартот кои беа осудени за Кочани во дискотеката. Тие изминати 20 на години кои што ги рекетирале за да работаат, тие сносуваат одговорност. Тежината е некому помала, поголема, меѓутоа сите тие треба да си одат да си ослужат во затвор, војниот рок што ние да го наречам ја, казнениот војниот рок. Зашто ова мене замајување ми доаѓа нешто чудно, Исо, не знам, не ми наликуваат. Анкетна комисија да го решават тие. Кои се тие да го решаваат? Во правна држава тие ќе решаваат? Таа политичка одговорност и слично. Да. Никаква политичка одговорност нема. Тие имаат политичка одговорност да го предметот дадат во судството и да се решават. Многу предмети се решија за Гостивар, со Дурмотус го решија. Во моделарната ги осудија. Што понатаму? Само кочење на работата на судството. Овдека повеќе ми наликуваат дека влијанието на тие пратенички групи и на тие сакаат да го стопираат, не знам, предметот во дискотеката плюс во Кочани. Не знам, чудно е. Тоа треба судството да правниот систем да го решава. Ви благодарам и ве поздравувам. Благодарам и јас ве поздравувам. До слушање, добар ден, кој ни е следен, повелете. Здраво, Исо. Здраво, повелете. Значи, еве, например, да не изгореше дискотеката. Ке си тераше исто таа шупа да работи, ке беа подмитувани и далje луѓе да добиват дозвола за таква шупа и така натака и така натака.
Тоа е тоа што не чини. Колку шупи има такви у Македонија што работат? Системот е корумпиран. Корумпираните сите овие што биле имаат заслуга за тоа обвинение за тие жртви. Многу едноставно. Значи, не само што треба да одговараат кривично, него потекло на имот, сите тие корупции што ги правеле, сите тие пари да се вратат назад на државата, на народот, и исто така и собственикот на дискотеката. Логично, нели? Работел толку време со таков објект заработувал. Значи, нелегален објект, потплатен за да добива дозволи, за да полицијата му гледа низ прсти, градоначалници што биле. Тоа е село Кочани едно село, помало од населб аеродром. Значи се знаело градоначалникот за каква шупа се работи и тоа е. Исто треба да се спроведе ова анкетна комисија и за модуларната болница, каде што изгореа живи луѓе, затоа што Филипче таму подпишал со Ангјушев за поскапи материјали, а ставени се ефтини брзо горечки, да кажеме, гипс картони. Истото е и со ние другите што беа нестреки. Треба еднаш да се стави крај на таа корупција. Благодарам, поздрав до вас. Добар ден, кој ни следен, повелете. Добар ден, се слушаме ли со некого? Повелете. Добар ден. Дали имаме некого на втората линија? Добар ден, повелете. Добар ден, се слушаме ли? Ало? Да, повелете, вие сте, добар ден. Добар ден. Повелете, да. Исо, пред да помену на темата, еден предлог да ти дам. Кажете се како повелете. Овие 5-6 души што се, да ни набројувам, да им 4 дена во неделјата да се јавува, а еден ден да оставиш за нови. Ако може, отиде, има многу свет што искаат да искажат. А они натиснат телефоните од кастанат па до вечер. Те на Телма, која телевизија да уклучиш, Телма, Алфа, они се там. Кај тебе се па истите. Еден ден за други они да не се јавуваат. Сега да ви кажам за во Швајцарија само 20 одговараа за пожарот во дискотеката. Газдата и тој што требало да даде одобрение и да врши надзор. Кај нас 50 души, па тоа нема врска. Кај нас кој даде одобрение за да работи оваа? Оваа генералната секретарка на Министерството за економија, прво со подкуп од 7.000 евра, докажано на судот, после 12.000 евра. Она треба да одговара и газдата, никој друг. Какви градоначалници, какви полицајци, моли, тие имаат други бизнеси. Сега едно искам да кажам. Бугаботи не може да се фати друг пат, па сега да искориста можност. Не им е интересна многу темата. Види, и председателот на Бугарија, и премиерите сите на Бугарија рекоа, нема да дозволиме македонизмот да влезе во Брисел. Тоа е јавно, неколку пати. За изборите, на една телевизија, на BTV Нината, случајно гледам, и таму историчари, они вика историки, вика, биле тука меѓу први и вториот круг на изборите. Се дадохме и ништо не добихме, 2 села, вика, криви села. А пари дадохте ли? Се дадохме. Да, благодарам, ме поздравувам, но не знам баш ова што велите јавно дека зборувале овие високи фактори во ЕУ и дека нема дозволеле македонизмот да влезел. Токму еве и вршителот Ката на должноста председател на Бугарија Јотова, денеска прочитав, го подвлекуваат барањето за уставни измени како наша обврска на државата. И во таа смисла да не
сме мислеле дека без тоа ќе може и така натаму. Така да не сум сретнал нешто конкретно што не значи дека не се мисли во таа насока, но јавно да се кажува. Ако јавно пак се кажува, зошто тогаш има потреба од други барања? Јавно ќе се каже тоа, вие не може македонизмот да влезе, сменете тие работи, не би се барало ништо друго. Туку има други работи кои нам не изгледаат апсурдни, а зошто бараат ова да се смени, ова да се направи. Се под превезот на тоа дека тие се нешто загрозени од земја како Македонија, да тие нешто не биле. И територијално, и од таа популација и слично, на Македонија тие со толкава популација и територија да не нешто бидат загрозени, асимилирани, ставени во забуна на што се мислело, која тоа Македонија и така натаму. Тука се може би причините, а ова јавно дека велат нешто. Инаку би кажале јавно и не би барале тогаш ништо од ова другото. Но добро, може би и сум пропуштил нешто јас, ако има. Ете, кажете, се едно може да и треба да споделиме, па да видиме кој не слушнал да му се каже, кој слушнал пак да каже и така натаму. Повелете, добар ден, да ја споделиме информацијата. Добар ден. Добар ден, и со јас сум. Да, вие повелете, ве слушам. Видете, темава ја гледам и не ми е толку познато, јасно, дали мора да се формира анкетна комисија за повеќе настани што се случиле во нашава држава, на кој веќе се видела завршница сега. Так. Не може да им се меша не мора законски, тоа е резултатите на некоја волја, дали политичка, дали одлука, морална, се едно. Ама тие ја завршиле работата и за модуларната болница, колку што знам, и за тоа што се случи во Бугарија. Да. Па тоа велам, не е како облигаторно да мора законски нешто да се... Си има завршница, си има осудени луѓе, сега дали идеално, не знам дали сите луѓе идеално на своето работно место работат, така и за правниците, не се сите, сега некои со исклучоци, сите не ги зидаат парите во зидови, например, сега не може да ги генерализираме сите правници, има и честни луѓе во сите настани. Ова како за инат сега да се работи, повторно сега да се повампирува, што вика стари некои што се случувале настани, те во Ласкарците, во Бугарија, вамо таму, сега повторно да обновуваме. Треба да го решиме ова сега што се случило. Исто како поплави што се случуваат, колку работи имаме што треба да ги решаваме за да не ни се случат. Да не се фрлаат по реки ѓубриша кој како ќе му текне фрле, например. И ние што слушнав се македонизмот. За македонизмот сите ќе сакаат во Европа. Затоа што ние, како македонци, како стар народ, како културен народ, на сите сме им дале право. Зошто пак и на бугарите да не им даделе? Само тие, ако не се свесни, ако не размислуват, ние барем треба малку да бидеме по-толерантни и по-културни, да кажеме тие секако се влезени и останатите, мислам. Некој ќе рече ќе бараат школу, па... Благодарам и поздравувам, но и ете, по-прагматични, по-мудри, по-визионерски, се во тој суперлатив во смисла да дали со исполнувањето на ова што е исполнето и на она што се бара и што дополнително ќе се бара, јасно е дека не завршува тука, долг е патот, се влијае негативно, се загрозува македонизмот, идентитетот и така натаму, затоа ете македонизмот генерално. Атрибутите на државата, на нацијата, ајде така да кажеме. Затоа што тоа е всушност но столбот носителите на државата, како што и образованието, она што го дискутиравме денеска по однос на законот за високото образование. Така да во таа смисла човек што прави? Човек во животот, во зависност од постапките, си го определува квалитетот на животот или сеедно оди на добар пат, станува подобар или станува полош, ќе си го упропасти животот. Така да, тоа е тоа, дали, не знам, ајде напише една чашка алкохол, ајде направи ова, и дали станал утре пробисвет, алкохоличар, или не, отишол на друг пат. Во таа смисла, значи, одредени работи, ајде, смени ова, направи ова, дали сменува нешто, дали влијае на македонизмот или не, тоа е тоа, затоа и кажав.
Јас директно не сум слушнал, не може да бие со македонизмот. Но постапките кои самите ќе ги направите, или самите ќе ги направиме, велам ќе ги направите како држава, дали ќе го определат вашиот профил? Што ќе бидете? Ќе бидете ли, не знам, успешен, дали, или криминалец, или джепџија, или што? И сега тоа е тоа, тука се искушенијата, ајде направи ова, ајде што чини овде, дај фрли камен во излогот, ќе ограбиме тука, супер. Така натаму. И сега па што, ништо. Но на подолго човек кога ќе погледне, а што се добива со тоа? Или се губи, па потоа полиција, па затвор, па отиде на друг пат. Па потоа ќе биде не само тоа излогот, туку и банка и така натаму, или велам други некои во негативна насока. Така да тоа е она основа на што човек, поврзано и со темата со други зборови, анкетна комисија. Што ќе ни донесе на крајот на криштата? Има потреба или не треба? Затоа велам, тоа е и нешто за што треба да се утврди дали треба да се разговара или не треба да се разговара. Нема смисла да се разговара дури и во насока, велам, што тогаш година дена е потрошена. За да утврдиме дека сега се прашуваат дали требало паралелен процес. Па за една година ли требаше да се утврди тоа? Можеше да се утврди тогаш, а оваа година да се искористи за нешто многу друго, многу подобро. Подобри работи, други работи. Во таа смисла, велам, сето тоа е и по однос на барањата и за ЕУ и уставните измени, што е тоа, дали е тоа нешто парцијално надворешно, што понатаму на подолги патеки ќе влија или нема да влија. Тоа се тие работи, инаку никој дури и да зборува, јас јавно велам не сум слушнал, но и да зборува, сигурно има и такви кои зборуваат по кулуарите и така натаму. Никаде официјално нема да биде во некој документ утре ставено тоа откажи се од ова или од она, туку затоа има начини. На тој пат полека се доаѓа. Како што кажав, човек како си го формира животот, полека го формира преку одредени постапки. Тоа си го гради животот или полека си го урнисува. Некој јасно и може и да го урниса и со еден чекор, но со еден не може да го направи квалитетен. Тоа е долготраен процес. А овие сите работи, велам, затоа работата на собранието, анкетни комисии, потребата од анкетните комисии, меѓународната политика и така натаму се тој долготраен процес кој треба да се води во добра насока за да даде добри резултати, не да сватиме дека сме регресирале. Повелете, добар ден. Добар ден, почитувани. Да почит до вас, добар ден, повелете. Поздрав до телевизија 24. Благодарам, поздрав, повелете. Па, викендов имаше една изјава од еден европски комесар, мислам дека беше од Балтичките земји, рече дека Македонија беше излажена и премногу се жртвуваше со промената на името. Тоа околу ова со Бугарија. А и на крајот на криштата, тие кога влегуваа во Европска Унија не сигнализираа никаков проблем. Кога се подпишуваше договорот за добро соседство, не побараа уставни промени, но знаете, бугарска работа, што викаат некои. А околу ова со анкетната комисија. Значи, ако се формира анкетна комисија, немало потреба од анкетна комисија. Ако не се формира анкетна комисија, тогаш еве, режим, диктатура. Сега смени е за правна држава, а правната држава, меѓу другото, подразбира и поделба на власта, законодавната да си дебатира околу законски измени за воиднина да не се случи вакво нешто, катастрофа, несреќа, или не сме за поделба на власта, или си имаме некои стари диктаторски навики, да нема поделба на власта, со брзо решение еден човек ќе решава за се, и после, откако ќе замени човекот кај Свети Петар, ќе му се урниса државата во банкрот и во граѓанска војна да завршиме. И после децении изгубени генерации да ги решаваме тие проблеми. Што сакаме ние? Брзи решения, едноставни, кои после ќе носат повеќе деценijski проблеми, или демократска напнатост. Еве нека биде напнатост. Тие што сакаат брзи и едноставни решенија, да не речам диктаторски, зашто не излезат на улица и да ги срушат овие законодавната власт, извршната, судската. Па тие нека решат се, ако се доволно паметни, ако се доволно мажи. Ама не ќе да е баш така.
Или во другите земји како прават? Да се дебатират, па и во собранието. Америчкиот сенат со комисии како дебатира за се? Така, благодарам, поздрав до вас. Повелете кој ни е следен. Добар ден. Здраво! Здраво, повелете, се слушаме, да. Другарче. Кажете, да. Па види вака, Левица покрена, таа пратеничка група покрена ова анкетна комисија. Да, и тие, единствено тие и предложија кандидати за членови. И добија поддршка, мислам дека од СДС добија некоја поддршка и од малцинските партии. Некои од малцинските партии, не ме тепна са кои беа. Важно, се покрена работа, се ови патриотиштава, некако не име покеј, не име погодено, они уште тогаш у старт почнаа нешто да прават обструкции, као не го признаваме тој Димитар Апасиев како прв што ја водеше таа комисија. Па не ми е вака, па бутур ми е, па ти реков ми рече, па ќе правиме и за другите настани, па ова, па она, нели, што ги спомнаа пред малку, значи, джабе, ево пред мене ги брани, джабе, ја имат утнато работата, само джабе ги браниш. Ајде да не кажам некој друг ред, друг збор. Значи, сега работава е, ќе гориме ние, ама ќе горите и вие упрашање, и за нас, и за вас ќе најдеме прљави алишта, што се Балкани, ќе копаме под тепих да најдеме све што е можно повеќе прљавштини и нема да ве оставиме да дишите. Сега ќе растегнеме работа со оваа анкетна, ова ги цитирам како они размислуваат. Ќе растегнеме работа... А кој мислите сите? Не, патриотиве ја терат работа оваа работа. Патриотиве ги покрена овие работи. Значи, имаше претходно поддршка Левица од СДС и од малцински групи. Време нема, поздрав пријатно. Благодарам, поздрав до вас, до слушање. Повелете, добар ден. Добар ден. Дали се слушаме, повелете. Добар ден. Повелете, дали имаме некого на линија? Добар ден. Добар ден, повелете. Господин Србе, поздраво. Исто и јас, повелете, ве слушам. Благодарам многу. Повелете. Видете вака, ова е анкетни комисии, ано рекоа едни кои ги пред нас, пред мене, дека е само губење време. Нема ништо се добие, бидејќи верите дека постапката почна за ова за Кочани. Што ќе докажат овие пратеници, навистина, не знам, само ќе се припукуваат еден со друг, а за Кочани има 1440 страници доказан материјал. Верујте ли? Потоа има сведоци од мислам сите сведоци што знаат, што испрашува ова сега повителството. Потоа има дискети, има слики. Значи се има обезведено за Кочани само да се истера на вистина. Ако сакаме правда, мора тоа еднаш да излезе на виделина. Бидејќи тука очито се работи за голем криминал. Тоа е долгогодишно време, па 13 години. Верујте дека тука сите што се обвинети сега, сите се правда дека не се виновни. Тоа ќе биде наистина долга постапка. Ајде, кажете ми газата, толку време работал, подмитувал, добивал лиценци, едно друго работал. Како можел така, а надлежните така да му прогледуваат низ прсти? Тој е очито виновен. Меѓутоа и тој најде начин да се брани. Неговата адвокатка вели, видите вака, тој е обичен, вика, електричар, не се разбира од тие работи, а мора нешто да работи, да заработи. И така, секој од тие што се обвинети, верујте дека секој наоѓа некој начин да се брани. Ова ќе трае на вистина долго време и адвокатите видовте дека се припекуваат. Така, истече времето, ве поздравувам, а и до крајот веќе стигнавме на оваа емисија. Ви благодарам за учеството, за вниманието. Еве, останува да видиме како ќе се развива оваа тема. Односно, ова прашање во насока дали ќе профункционира оваа анкетна комисија околу утврдувањето на таа евентуална политичка
одговорност и функционирање токму во овие политички сфери, а секако на обвинителството е, односно на судот, обвинителството да докаже, судот да ги утврди сите факти, се извинувам, по однос на трагедијата во Кочани. Ви посакувам пријатно попладне, останете со Телевизија 24. Довидување.